Значи на почетокот на февруари, мои пријатели, граѓани преку Facebook објавија фотографии дека недостасуваат клупи. Председателот на Советот Трајко Славевски лично шетал таму и ги изброил. Потоа јас со велосипедот со еден другар ги изброивме дека се 29. И председателот Трајко Славевски реши како прва точка на дневен ред на седницата на 29 февруари да постави точка која гласи информација за исчезнатите клупи. Не знаеме дали се на ремонт, дали се украдени и така натаму. А седниците се закажуваат 7 дена порано. Значи од 22 имаше градот време да даде информација што се случува со клупите. На седницата немаше никаква информација, нити некој од десетината од администрацијата присутни на седницата нема што да кажат. Потоа се заклучи дека целиот совет едногласно побара на информација на следната седница на Советот, која ќе се одржи за 2 дена, значи на 14 март. Бидејќи 7 дена порано се воспоставува дневниот ред, нема повторно од градот, значи месец дена, нема информација за една најобична работа, тоа се клупите. Бидејќи истовремено нема ни советнички прашања веќе скоро година дена, кога началничката не доаѓа, а големите партии не сакаат да се одржи седницата, иако се собираме, се трошат огромни средства, време, така да едно 7-8 пати сме се собрали и сме си отишле, без да има советнички прашања. И сега јас сум представник на граѓаните кои прашуваат. Не можам ни преку советнички прашања, ни преку седница, а бидејќи имам 5000 максимум пријатели и преку 20.000 следбеници, комуницираме преку Facebook. Ова го напишав на постот, ништо повеќе. Значи, кај се клупите и го дадав како еден пример дека ние за обични работи, релативно обични, кои лесно може да се проверат, апсолутно не добиваме информација што останува за нешто друго, а претходно напишав и пост за неодржување на седниците на советнички прашања. Тоа однесување, градот Скопје, а порако пиша тоа е градоначалничката, го смета за срамно. Значи, јас имам коментари стотици, не сум сретнал до сега човек да каже дека тоа што сум го напишал на Facebook е срамно, напротив. Дека не доликува на професор, влегов во таа група на професори од Духим која се навредени, првите стручњаци за мостови за се, не доликувало и така натаму, и накратко дека тоа што го кажува за сите советници, дека нас не интересира само паушалот. Интересно е што таа е скарана со советниците на ВМРО и сите не става во искош. Така да тие советници, зашто ја многу им замерам, не гласат ништо што е предложено од градот. Без нас буџетот немаше да помине. Многу програми уште не проаѓаат. Дури за донација на последната седница, и тоа го пише во постот, едва ги натеравме да гласат да се прими, замислете, донација. И јас сум едни од ретките што гласа за предлозите на градоначалничката. И за буџетот, и за субвенциите, и за тоа што бара кредит, таму 10 души гласаме за. И таа е толку навредена што јас сум поставил најобично прашање, на кое месец дена не сме добили одговор, да ме навредува јавно. За жал не е подпишана за да се видиме на суд. Па таму да објаснам, туку се крие зад градот. Градот се 600.000 луѓе. Значи тоа е срамно што се прави. Тоа е срамно, да не се одговара и да се пишува такви работи. И уште ме упатува во МВР да сум прашал кај некој си кадар на ЛДП. Мислам, тој не е кадар на ЛДП, тој си работи во МВР одамна, професионалец е. Што е член на ЛДП. Него да сум го прашал, ако не сум го прашал, сум чествал, бидејќи сум знаел детали како се украдени клупи. Да, сум знаел, ги сликав. Бев таму со велосипедот и гледав како се откорнати. Се сеќам како ги беа старите и така натаму. Меѓутоа, неодговарање на вакви прашања, тоа може да укажува дека ЈП Паркови Зеленил, кој треба го чува паркот, му кажува дека на некој начин, а не пријавување на време на таква работа е кривично дело, а не дека некој учествал во крадење како што за мене пишуваат. Така да тоа е тоа што
сакав да им кажам на граѓаните до каде е работата, дека нас сите треба, вклучувајќи градоначалничката, да побараат веднаш оставка, бидејќи градот се распаѓа, и да се искористат избориве да се избере нов градоначалник и нов совет. Данас се направи притисок на граѓаните, бидејќи вака не оди. Замислете, донација, се расправаме саат време да се прими донација. Да, советот, ако не го донесе буџетот, се распушта во март месец и според партијата ВМРО ДПМН тоа ќе се случеше, да сепак го во интерес на граѓаните се донесе буџетот и градоначалницката на овој начин ни враќа преку на што гласаме за скоро сите предлози што се во интерес на граѓаните, сака со сите очигледно да се скара. Значи има партијата моја ЛДП поднесе иницијатива која не се однесува на овие избори, не се однесува на оваа градоначалничка, ниту може ретроградно да важи. За во иднина собранието да донесе промени во закон како што било порано, бидејќи вака спој на неодговорна особа, лице, кој знае дека никој не може да го смени, доведува до катастрофа. И тоа што е скарана со мнозинството, кои, замислете, не ги повлекува членовите во управните одбори, тие се уште на власт со Скопје, а вика дека не се, ако не се, треба да се ги повлечат сите членови, стотици на број, што се во јавни предпријатија, установи и така натаму, па да се стават други. Значи не може градоначалник да работи ако е скаран со сите, само двајца советници се слепо поврзани со неа, а како што гледате се труди и тие што бараат начин да се среди оваа состојба, да се смират страстите меѓу неа и мнозинството во Советот, ги напаѓа, ги навредува и измислува. Моите 2,5 години за кои се вели дека ништо не сум работел, ги потрошив да ги смирам. И секогаш сум работел на тоа да не се раскарува, да се смири состојбата во Совет, да не одат надвор од темата. Секогаш кога она ќе приседне, почнуваат работи кои одат надвор од темата и ништо не се решава, и седницата која ќе завршите сте поназад него пред да почне. На тоа сум го потрошил и не е точно тоа што пишува дека не сум предлагал одлуки и така натаму, сега да не губиме време за тоа. Меѓутоа мислам дека нема никакви шанси да се среди и дека вака ќе тераме година и пол на голема штета на сите нас.